Može. Dobro večer, braća i sestri. Dobro večer, Македонијо. Од Сдруженијето Природба денеска предадовме барање до председателот на Републиката и бидејќи ќе ви го прочитам пред тоа, бидејќи Македонија е мултијазична и секој слободно може да зборува, дозволете да ве поздравам на неколку јазици. Good evening, ladies and gentlemen. From the center of the city, from the capital of Macedonia. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die größte Herausforderung in Deutschland ist Arbeit und Disziplin. Und bitte einordnen. Dankeschön. Bonsoir, mesdames et messieurs. Et chers téléspectateurs, voulez-vous chanter avec moi ce soir? Значи, 2 минути ќе трае, ќе прочитам, а навистина можем да ви отпееме една шансона. Благодарам. До господинот Ѓорѓе Иванов, председател на Република Македонија. Предмет: барање за активирање на изјавата за гаранции, поднесена од СДС на 16.5.2017 и подпишана од мандаторот Зоран Заев. За барањето е за одземање на мандатот и превземање мерки за заштита на уставниот поредок. Почитуван господин председателе, како највисок извршен орган и татко на нацијата, бараме од вас да ја активирате изјавата за гаранции од СДС од 16.5.2017 и да му го одземете мандатот на господин Зоран Заев за формирање влада, и тоа од следните причини. Прво, грубо е прекршена изјавата со подпишување на договорот за добрососедство со Бугарија од 1.8, бидејќи тој документ е основа за дејствување на владата на Република Македонија спротивно на ставовите наведени во точка 3 и точка 4 од истата. 2. Грубо е прекршена изјавата за гаранции со одлуката на владата да поднесе до собранието предлог закон за употреба на јазиците кој е во спротивност со ставовите наведени во точка 1 и точка 2 од истата, затоа што е противуставен и во спротивност со мултиетничноста на македонското општество. 3. Грубо е прекршена изјавата во сите 4 точки со демонстрирање спремност на владата да го промени уставното име на државата заради влез во НАТО и заради добивање датум на преговори со ЕУ. Господине председателе, бараме и превземање мерки за заштита на уставниот поредок, и тоа да ја спречите ратификацијата на договорот за добрососедство со Бугарија пред тој договор да биде преработен во склад со уставот на Република Македонија. Да издействувате повлекување и анулирање на предлог законот за јазиците. Да ги стопирате преговорите за промена на уставното име на државата. Да поднесете барање од Обединетите нации за запишување на државата под низиното уставно име Република Македонија. Почитуван господине Ѓорѓе Иванов, сметаме дека можевте и воопшто да не го доделите мандатот на СДС. Сега ви преостанува шанса, да не ви преостанува можност да не дозволите да бидете изиграни ни вие, ни граѓаните. Дозволете да ве подсетиме дека граѓаните беа изиграни и не гласаа ни за референцата ФИРОМ, ни за Охридскиот рамковен договор
и страшните уставни промени на негова основа, ни за законот за амнестија на албанскиот тероризам, ни дискриминаторски бадентерови и 20% јазични клаузули во Уставот, ни за признавање на Косово и негова безусловна поддршка на билатерален и меѓународен план, ни за Пржино 1 и Пржино 2. Македонскиот народ и неалбанските малцински заедници беа тешко изиграни и оштетени на референдумот за наметнатиот закон за територијална организација од 7 ноември 2004 година. Сите наведени случаи не биле никогаш составен дел на партиски програми, политики и изборни ветувања, освен делумно кај партиите од албанскиот блок. Туку биле постизборни владини коалициони пазарења и изнудувања под притисок на странски центри на моќ и властите на соседни држави на Република Македонија. Бараме да ставите крај на владењето со политички дилови, бараме да ја вратите демократијата и владењето на Уставот и законите во Република Македонија, Скопје, 16 септември.